Господине Поповски, вие имавте повеќе билатерални средби за време на оваа министерска сесија. На што беа посветени вашите средби? Со што разговаравте со вашите соговорници? Дел секако се беше посветен на реформите што се случуваат во Советот на Европа, можностите за унапредување на човековите права, мониторинг механизмите. Македонија има интерес сите оние напори кои ги вложуваме за унапредување на човековите права да бидат почитувани во сите соседни земји. Тоа се однесува како на македонската заедница, така и на сите оние групи кои се типично предмет на нараснатиот национализам или екстремизам во европски рамки, кој беше констатиран на денешната сесија. Другиот дел од разговорите беше посветен на нашата европска агенда. Сметам дека е значајно да имаме еден отворен однос со сите наши партнери. Она што го чувствувам е дека почетокот на преговорите со Македонија во Европската унија представува нешто што е веќе подолг временски период констатирано и нешто за што моите соговорници чувствуваат спремност дека треба да се поддржи. Тоа што ни недостасува веќе во подолг временски период е поддршката од Грција. Таа е клучна. Сакаме да ја добиеме, но не чувствуваме доволно сигнали од Атина дека навистина постои некаква посветеност. Дури спротивно на тоа, мислам дека тековната ситуација е исклучително комотна за Грција, фокусот е на други теми и не гледам навистина некој мотивирачки чекор кој би ја поттикнал владата во Атина да направи еден конструктивен чекор и да ни овозможи почеток на преговорите со Европската унија. Мислам дека е многу значајно да имаме искрен и отворен диалог. Грција секогаш ќе го има инструментот како земја членка во Европската унија да го направи нашиот пат потежок и да ги искомпликува процесите кои се одвиваат, односно да не поддржи напредок за Република Македонија, но сметам дека тоа не е најкомпатибилно со сите оние вредности кои ги имаме зацртано за градење на постабилен, помирен, поперспективен регион. Затоа мислам и дека таа искреност и тоа градење на доверба треба да биде клучниот елемент во нашите односи.